Ковид бранот спласнува во Македонија благодарение на колективниот имунитет, но не со вакцини, туку по природен пат. Децидни се експертите. Професорот Никола Пановски за Алфа вели, за жал скапо не чинеше овој начин на стекнување имунитет, со илјадници изгубени човечки животи. Со оглед на тоа дека мерките беа релативно доцна донесени, многу голем дел од населението доби контакт со вирусот, некој го пројде без симптоми, некој не знае дека го пројде, некој заврши во болница. Според сите проценки, најмалку половина од населението, а според некои 60% го имаат пројдено вирусот. Така. И повеќето по природен пат. За жал, доста скапо го плаќаме тој природен имунитет, имајќи ги жртвите и постковид синдромите. Професорот не очекува дека во летните месеци ќе се соочиме со нов посилен ковид бран, но не ја исклучува можноста за тоа, со оглед дека вирусот е непредвидлив. На прашањето дали треба да се олабават мерките до степен да се дозволат и прославите, Пановски вели, се што е на отворено не е опасно. Ако се исклучува на отворен простор, да. Меѓутоа, ако се во затворено, не. Значи треба да се внимава кога ќе влегуваат во тоалетите, кај што се собираат, кај што има затворен простор, тоа е многу битно како ќе се одвива, таму може да се шири болеста. Меѓутоа сепак е впечаток дека вирусот нема да се шири толку колку што се ширеше порано, дека добар дел од населението е имуно на вирусот, не можам на друг начин да го објаснам ова намалување, се развива дека има влијание и топлото време. И додека македонските здравствени власти се двоумат дали треба да има свадби и прослави и да се ослободат вакцинираните од маски на отворено, Србија очекува ослободување од COVID-19 на 21 јуни, но со услов 50% од полнолетните граѓани да бидат вакцинирани. Досега имунизирани се повеќе од 42%. За разлика од Србија, во Македонија се вакцинирани нешто повеќе од 8% од населението.